Денес пред медиумите младите од СДСМ со обвинување за тоа дека штипските училишта со почетокот на второто полугодие не се доволно загреани. Бараат објаснување каде одат парите наменети за затоплување. Почетокот на второто полугодие учениците и професорите го дочекаа во студени училници, без греање. Учениците се принудени да носат јакни, шалови и ракавици за време на часовите. Еве, погледнете ги овие фотографии што го покажуваат тоа. Според информациите што ги споделуваат родители, дури и праќат греалки од дома за децата да не го минуваат денот во студено. Греањето во училиште е минимум услов за нормална настава. Бараме објаснување од Захариев дали парите наменети за нафта за греање во образовните установи се пренаменети и зашто. Порачуваме дека за сите злоупотреби на пари и штети врз учениците и граѓаните ќе има одговорност. Од општина Штип со одговор и демант. Една недела пред почетокот на второто полугодие од Оделението за образование при општина Штип беше извршена обиколка до сите основни и средни училишта и директорите се изјаснија дека нема никакви проблеми и дека има доволно количина нафта за грејење. До сега во општина Штип и до Оделението за образование нема пристигнато ниту една реакција дека во ниту едно училиште во општина Штип нема грејење. Не знам како некој од фотографија може да оцени дали има и грејење или нема и доколку има да се изјасни конкретно за кој училиште станува збор. Демантираме дека има вакво нешто и очигледно станува збор за дневна политика. Значи парите кои што се наменети за нафта се строго наменски и не можат да бидат искористени за ништо друго освен за нафта за грејење. И штипските директори го кажаа своето. Дезинформациите не модат во прилог никому. Основните и средните училишта се добро загреани. Најодговорно тврдиме дека во основното општинско училиште Ванчо Прке Штип се обезбедени доволно количини нафта и немаме проблеми со грејење. Значи наставата се одвија во добри услови, односно загреани училници. Во името на средното општинско училиште Јане Сандански, во името на моите колеги кои се директори на основните и средните училишта, категорично демантираме дека има било какви проблеми во загревањето на училиштата. Секоја дезинформација, за жал, пласирана од младите кадри на Социјалдемократскиот сојуз, представува грубо манипулација со младите луѓе во општина Штип, тоест нашите ученици. Имајќи во предвид дека оваа година имавме ниски поларни температури, одговорот од училиштата е дека во ниедно училиште нема поголеми штети предизвикани од студот. Во сите училишта парното грејење функционира без проблеми.